Заеднички со градоначалникот на Кочани, со амбасадорот на Европската унија, неговата екселенција Самуил Жбогар во Македонија, со градоначалници од регионот, директори, представници на институциите, со граѓаните сме тука во Кочанско да ги одбележиме деновите на Кочанскиот Орис пред почетокот на самата жетва. Ова манифестација, по втор пат сум како министар на оваа манифестација и разговараме исто така и за проблемите и перспективите кои што ги има оваа стратешка култура за овој регион и за Македонија. Како што кажа градоначалникот, меѓу 2600, можеби и до 3000 хектари, согласно податоците на платежната агенција и на нашите подречни единици тука се засејани со Орис, се очекува околу 15.000 тони оризова арпа оваа година. Владата на Република Македонија, како и во целиот овој период, во текот на оваа година, уште од самиот почеток, знаете, носевме постојано интервентни мерки за секоја една стратешка култура во државата. 10% линеарно беа зголемени субвенциите минатата година заради состојбите во земјоделството, заради напластените проблеми, заради отсуството на стратегија, а особено во делот на Оризот имаме, би рекол, еден 10 годишен застој во инвестирање и во науката, и во новите сорти, и во акцентот кој што државата го става на оваа проблематика. Затоа 300% беше зголемувањето по хектар на субвенциите за минатата година кој што ги добија оризопроизводителите. Од тука повторно ја праќаме пораката дека и оваа година, согласно сите состаноци и средби со производителите, со откупувачите, согласно сите информации и анализи кои што ги правиме и ги имаме во текот на овој период, владата на следната владина седница ќе излезе со мерки кои што се однесуваат на производителите на јаболка и со мерки кои што се однесуваат на производителите на Орис. Денеска денот тука исто така ќе го искористиме за да ги имаме на увид сите информации и податоци за состојбите и навистина ќе носиме и одлуки со кои што тековно ќе ги поддржиме оризопроизводителите, но и на еден подолг рок државата секако гради стратегија и ќе вложува во оваа стратешка култура, односно во Кочанското бело злато. Може да најавам дека во програмата за рурален развој за 2019 година, како што тоа го направивме оваа година со поддршка која што директно дојде од Министерството и од Платежната агенција за Институтот за сточарство, за Управата за хидрометеоролошки работи, 2019 година ќе биде година во која што ќе имаме мерки за модернизација и вложување во Институтот за Орис, кој што е оставен од страна на сите чинители и во кој што навистина десетици години не е инвестирано ниту во опрема, ниту во едукација, ниту во човечки потенцијал. Ние нашето ќе го направиме да преку програмата за рурален развој издвоиме онолку средства колку што треба навистина да се вложи во модернизација и во опрема, односно во реконструкција на целокупниот овој објект и на институтот, заради тоа што тоа е најбитната научна алка преку која што навистина треба да ставиме акценти на нашите долгорочни политики во делот на оризопроизводството. Владата во целиот овој период креира стратешки мерки и политики, распишани се неколку мерки преку кои што ќе ги правиме нашите стратегии заеднички со меѓународни признати институции кои што ќе помагаат во делот на креирањето на нашата вистинска стратегија за развој на земјоделството. Нема да бидеме задоволни со 3% раст кој што го имаме во првата половина од годината како сектор земјоделство, кој што е забележлив за разлика од претходните години. Навистина ни треба еден крупен ичекор во креирањето на нашите политики и секако дека оризопроизводството како стратешка култура ќе го најде вистинското место во следните владини политики. Нека е честит денот, овие денови на Кочанскиот Орис, пред самиот почеток на жетвата, ги најавуваме тие мерки и политики, ја навуваме нашата поддршка, никој нема да оставиме сами, нема да ги оставиме ниту оризопроизводителите и оваа година владата подготвува мерки и политики кои што ќе бидат усвоени на следната владина седница. Благодарам.